Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На крај на ова 2019 година и навршување на 2,5 години од владењето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, редно е уште еднаш да се осврнеме на разликата во владење и грижа за сите граѓани и проблеми подеднакво во нашето општество. Почитувани граѓани, во само 2,5 години од економија и земја во која што имаше малку изгледи да има перспективи, успеавме да се вратиме и постигнеме позитивен и одржлив тренд на развој. Од економија која што во последниот квартал од владењето на ВМРО ДПМН продуцираше стагнација од -1,1%, стигнавме до раст од 3,6% во трите квартали во 2019 година. Дали е ова доволно? Секако дека не е, но затоа во 2020 не очекува уште многу работа и секако подобра перспектива. Ова не го велиме ние, туку го потврдуваат и поддржуваат сите меѓународни партнери. Овој раст овозможува да се грижиме за сите. За само 2,5 години ја зголемивме минималната плата на 14.500 денари, или 5.500 денари зголемување од срамните 9.000 колку што изнесуваше минималната плата во времето на ВМРО ДПМН. Сега, месечната потрошувачка кошница од 32.000 денари се покрива со 2,3 минимални плати, а пред 2,5 години беа потребни цели 3,5 минимални плати. Невработеноста покажува одржливо намалување, поддржано значително креирање на нови работни места. Невработеноста е намалена на историско најниско ниво од 17,1%. Од 23,6% само пред 2,5 години. За само 2,5 години, преку водење на успешни и конкретни економски политики се отворија околу 60.000 нови работни места, од кои повеќето во приватниот сектор. Ова е разликата. Ние отвараме реални работни места наспроти административно бришење на невработени во времето на ВМРО ДПМН. Зголемувањето на платите и намалувањето на невработеноста стабилно ги помнат пензискиот фонд и затоа пензионерите веќе во јануари ќе добијат зголемување на пензиите од 700 денари, кое со усогласувањето на трошоците за живот веќе во март ќе изнесува 900 денари. Почитувани, ние за 2,5 години отворивме скоро 60.000 работни места, а ВМРО градеше по 100 споменици и садеше врби во Вардар. Но не е разликата само во бројот на работните места, туку и во висината на платата. ВМРО им велеше на странските инвеститори дека тука има квалификувана и ефтина работна сила. Компаниите зема финансиска поддршка од владата и на работниците им плаќаа срамни 9.000 денари плата. Ние им даваме поддршка на инвеститорите, но само ако им понудат најниска плата на работниците, која е за 50% повисока од минималната. СДСМ ги поддржува зголемувањето на платите до 6.000 денари во приватниот сектор преку субвенционирање од придонесите. Ги поддржуваме младите од 18 до 23 години кои ќе се вработат во производствени капацитети со дополнителни 3.000 денари секој месец. Покрај зголемувањето на платите во сите сектори, целосно го реализираме концептот за враќање на парите кај граѓаните. Со проектот Мој ДДВ, кој што дава одлични резултати, заклучно со денеска се исплатени 3 милиони евра кај граѓаните. Истата мерка продолжува и ако се следи овој тренд, во 2020 година кај граѓаните ќе се вратат 15 милиони евра. Ова е разликата помеѓу прогресивната политика на Социјалдемократскиот сојуз, пари кај граѓаните, и политиката на ВМРО ДПМН со нивната политика, пари во Белата палата и нивните челници. Сите граѓани заслужуваат да живеат достоинствено. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со мерките и политиките што обезбедуваат економски раст и повеќе пари кај граѓаните и во 2020 година. Драги граѓани, среќна и исполнета со љубов новата 2020 година. На прав пат сме. Благодарам. Господин Кутики, владата денеска и Министерството за финансии објави дека ќе се задолжи со кредит од 70 милиони евра кај Светска банка за реконструкција на инфраструктурни локални патишта. Од една страна, друга страна, реализацијата на капиталните инвестиции покажува дека се потрошиле само 49% од предвидените пари.
односно останале неискористени 168 милиони евра. Како го коментирате ова? Да, задолжувањето за кое што зборите од Светска банка во суштина не е никаква новина, таа е дел од аранжманот кој што го имаме со Светска банка и е насочена во покривање на не само локални патишта, туку и други капитални проекти како што се водовод, канализација во одредени единици на локалната самоуправа. И можеби новината е тоа што за прв пат имаме целосно документирани проекти кои што ги имаат поминато сите филтри и кои што со сигурност можеме да кажеме дека следната година ќе почне со започнување и во циклусот кој што треба да се спроведат ќе бидат навистина направени. Наспроти прашањето што со капиталните инвестиции кои што во 2019 беа предвидени, веќе сметаме дека со последните податоци до 31 декември значително ќе се зголеми процентот на реализација. Секако не сме се уште задоволни, но затоа во 2020 сите проекти кои што се предвидени во капиталните инвестиции во буџетот, но и вон буџетските интервенции, како што се патиштата кои што одат преку јавното претпријатие за државни патишта, и текако се во, да ги кажеме, созреана ситуација во смисол на проектирање и план за реализација. И сметам дека следната година навистина ќе биде година во која што после 2,5 години макотрпно дискусија со сите надлежни институции и јакнење на капацитетите, ќе видиме дека само со еден добар и солиден план можеш да имаш добра реализација на капиталните инвестиции. И јас се надевам дека следната година ќе имаме над 90% реализација на капиталните инвестиции. Не велам 100%, затоа што знаеме дека секој план може да има одредени отстапки.